се викам Аида Петровска, доаѓам од основното општинско училиште Димитар Миладинов од Скопје. Сите вие што некогаш сте се приклучиле на eTwinning платформа, не мора да сте работеле проекти, барем сте слушнале дека ова нова учебна година започнуваме со работа на нова eTwinning платформа. Значи самата eTwinning платформа се префрли на European School Education Platform, место каде што се интегрирале сега eTwinning и School Education Gateway. Платформа наменета за градинки, основни и средни училишта и која дава можност на наставниците, воспитувачите, заедно со своите ученици да креираат национални и европски виртуелни проекти, како и да се развиваат професионално преку бесплатни онлайн курсови. Значи изобилство курсови, самите вие ќе решите што ќе следите, што ќе слушате и на која тема би сакале да знаете нешто повеќе и да сработите нешто повеќе. Сето тоа е многу едноставно, зашто самиот eTwinning е интересен, едукативен, лесен за користење, како за наставниците, така и за учениците, кои преку забава можат да комуницираат, креираат и споделуваат виртуелни проекти. За ова се што го набројав, подоцна или во некои други средби, информативни средби, ќе ве запознам со добри практики, односно она што сме го работеле, а воедно и предизвик од сите вас кои сака може да сподели некоја своја добра практика. Зошто да се приклучите во eTwinning? Да научите нови ИКТ алатки. Тоа е нешто што е навистина добро, зашто учиме едни од другите и едни со другите. Не мислете дека ќе имате многу организирани вебинари, работилници или не знам што, каде специјално ќе учите ИКТ алатки, туку во склопот на самиот проект во кој што ќе работите, самите ќе се организирате со колегите, па ќе споделувате. Некој знае некоја алатка, друг знае друга алатка, кога ќе споделите, сите ќе бидеме побогати за многу ИКТ алатки. Тоа не значи дека сите треба да се користат во вашата настава и при вашата работа, туку ќе одберете оние што најмногу ќе ви се допаднат и ќе можете да работите и да ги употребувате во текот на целата учебна година. Потоа да се поврзете со наставници од цела Европа и да се информирате за сите новости во училишното образование и од другите земји. Тоа се случува затоа што сите сме во тек што се случува во соседните земји, на кои начини учат, изучуваат, па и самата работа на проектите е нешто поинаква, поинаку се вреднува, но гледам или барем можеме сите да забележиме дека е на повидок и кај нас работите да се сменат. Трето нешто што е исто така многу битно, што е бесплатен и богат со корисни информации за наставниците и воспитувачите, има изобилство ресурси кои што се направени од колеги, кои што се проверени и секогаш можете да се ослоните на исправноста на дадениот ресурс. И уште сега во поново време, што е исто така многу битно, добивате интернационално признаени сертификати за проектите, зашто и денес и кај нас, нели, да сакате било каде или за било што да конкурирате, секогаш ви се потребни вакви признанија. Она што е најбитно, што сите ние имаме огромна поддршка од нашата национална агенција. Во секоја земја национална агенција врши промоција на eTwinning, организира обуки за наставници и за воспитувачи, дава помош на наставници и воспитувачи при спроведување на нивните проекти, наградува и образовната институција од која што доаѓа наставникот или воспитувачот за успешно спроведување на нивниот eTwinning проект. Се добива ознака на квалитет, со тоа веќе сте запознаени. И најголемата поддршка и помош што ја добиваме, тоа е од нашата мила Протогера Анастасова, која што е координатор на eTwinning проектите од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност. Тука е и адресата на која што можете да ја пишувате, мејлот исто така, како и телефонот, доколку јас и Силвана не сме во состојба на некој одговор, односно на некој прашање да ви дадеме одговор или да ви помогнеме за нешто, можете и директно да и се обратите на Мила. Доколку сакате да пристапите до eTwinning, тука убаво не се гледа, подоцна уз презентацијата ќе споделам и линк, но воопшто не е ни битно, доволно е на пребарувачот, било кој пребарувач да напишете eTwinning или European School Education Platform или само иницијалите ESEP и ќе ве однесе пребарувачот
на вистинското место. Ако не сте веќе логирани, ако немате креирано акаунт, тоа ќе се побара од вас. Кога ќе кликнете за креирање на акаунт, односно правење сметка, ќе добиете упатство, а следејќи го упатството и дури ќе добиете и некаква додатна помош, доколку сакате да проверите она стара сметка од eTwinning, доколку сте биле на eTwinning, и ова сегашна од School Education Gateway, дали се совпаѓаат и која е која, за да можете да ги поврзете и сите работи што сте ги работеле на едната или на другата платформа да ви бидат заедно. Кога ќе дојдеме на платформата, зашто знаете, сега нуди изобилство активности, тука и Еразмус проектите, нас не конкретно сега интересира eTwinning и одиме кон eTwinning, кликате на иконката eTwinning и ќе дојдете на делот од платформата кој што е наменет за eTwinning и тука веќе имате понуда дали сакате да креирате проект или сакате да најдете партнер, значи некој веќе оформил проект и бара соработници, па можете да најдете и таков проект. Доколку кликнете да сакате да креирате собствен проект, повторно добивате насока, значи не можете да сгрешите на платформата, зашто се ве наведува, се ве води на вистинско место и се ви објаснува како да го правите тоа. За сега не се целосно сите упатства преведени на македонски, ама верувам до новата година дека се ќе биде и на македонски. Сите вести, сите новитети или некои известувања што се наменети за сите eTwinери и убаво е почесто да ја отворате. Секогаш кога ќе отидете на eTwinning, проверете какви новости има. Тука ќе бидете известувани, особено кога се работи за некакви настани што eTwinning ги организира, како што се оние седмици, недели на eTwinning, кога добиват и наставниците разни обврски и можност плюс за ангажман. И следното нешто, можете да направите и своја група, веќе има многу групи на новата платформа или можете да изберете група во која што ви членувале. Повторно треба, секогаш добро да се опише и вашата група ќе се смести, обично оди по абецеда во редот од овие 459 сега групи, така да доколку е привлечна и доколку убави клучни зборови сте ставиле, самите колеги кои што ќе бидат заинтересирани ќе се приклучуваат кон вашата група и тоа ќе биде група за соработка, каде можете да споделувате се што ќе посакате. Значи, како на почеток што спомнав и като алатки до разни теми кои што би биле интересни за обработка, а можете и самите да давате и предлози на кои теми би сакале да работите, па самите колеги ќе се јавуваат и ќе ве барат за партнер. Сега, кога доаѓаме во делот мои проекти, доколку не сте работеле, ова страна ќе ви биде празна и како што ќе се приклучите кон некој проект или ќе создадете некој проект, тие ќе се појавуваат тука. Така со кликање на проектот веќе ќе се јавува таа прва страна каде што ќе има информации за самиот проект, ќе може да се види колку учесници имало, ќе може да се забележи поправо и да се испрати покана до некој, доколку сакате да повикате уште некој колега да работи со вас. Обично кога повикувате колеги, најубаво е претходно да ги исконтактирате, да прашате дали сака, да не остануваат отворени покани и секогаш и оној круг на пријатели што ќе ги стекнувате се шири пополека, најчесто од соработници и од оние што ќе имате потреба. Иако од секого се учи, па така и по групите каде што ќе другарувате, ќе разменувате многу искуство. Кога е во прашање помош, значи од сите тие понудени работи, имате помош и од самиот eTwinning, кој што сега сите овие опции што ги нудат не се функционални, ама реков наскоро и тоа ќе биде, па за она за што сте заинтересирани, само ќе кликнете и ќе да знаете многу повеќе. Ете, од сите тие јас кликнав, тоа е што функционираше профил, се јавува вашиот профил. Како што забележавте од самиот почеток, не менував јазик, зашто се обидов кога правев принт скрин и ова презентација, уште многу работи не беа преведени и затоа оставив така. И еве сега со кликнување тука бирате јазик на кој што сакате да се појавува целата платформа и сите овие иконки и се што гледате, реков наскоро ќе биде преведено. Бирате јазикот и одите понатаму. Ќе забележите, ако истражувате малку или ова, ако ве мотивира да отидете на платформата, ќе видите на некои јазици има повеќе преведено, на некои јазици помалку.
a to je i do nekade dobro, zašto možete, sekогаш познаваме, барем уште еден-два јазици на кои што можеме да комуницираме и можете истото да го искористите при креирање собствен проект. Значи, задолжително мора да бидете регистрирани на eTwinning платформа и дури најмногу се почитува кога сите работи ги завршувате на eTwinning платформа. Секој проект ќе направите од повеќе страници и една страница може да биде за комуникација, каде ќе се сместат и сите оние алатки од eTwinning кои што ви нудат секаква комуникација, од допишување до еве вака видеомитинзи до се и се што. Значи, побарајте и пронајдете си партнер за вашиот проект. Значи, или вие ако организирате проект, ќе повикате некого или едноставно ќе се приклучите некој колега што веќе има оформено и пласирано проект. И уз тоа нормално прво треба да се исконтактирате, да се договорите, потоа со партнерот се договарате за проектните детали, тема, траење на проектот, зашто проектот може да трае од неколку седмици до цела година, има некои што можат и 2 години да траат. Се зависи од самата замисла и од она што се обработува. И што е најбитно во секој проект, ако веќе сте решиле да направите проект, тогаш ќе направите да биде отворен, флексибилен за секоја идеја од вашиот проект. Дозволете да се менува, дозволете партнерите да додават своји страници или едноставно да препорачуваат страници. Кога ќе се договорите за деталите, пополнете апликација за проект и пратете ја до Државната служба за поддршка, за да ви даде одобрување за проектот. Без тоа не можете ни да почнете. Значи, треба и убаво да опишете, да биде привлечно и задолжително ќе добиете и одобрување, зашто сите eTwinning проекти ќе видите и самите дека многу се корисни и секој завршен проект, ако се направи убав продукт од него или се она што сте го сработиле да ставите на едно место, може секогаш да ви биде како одличен ресурс, како во настава, така и во други проектни активности. Значи, се договарате со работниците и на кој начин ќе комуницирате и да закажувате редовни состаноци. Ова е многу битно, зашто сега затоа и преминавме на оваа нова платформа, зашто е поголема, поддржува повеќе членови и се смета дека нема да имаме веќе потреба да користиме други додатни платформи, еве како што сега сме на Zoom, зашто уште се средува истата, веќе некоја од наредните средби или по неколку средби ќе можеме да се гледаме и директно на eTwinning, нормално претходно ќе направите сметки таму. Во самиот проект можете, значи, да организирате се, тоа веќе ви кажав, а инаку не е забрането, може да се користат и други мрежи, само треба внимателно, зашто знаете дека она што се прави во eTwinning треба да остане за eTwinning и не можеме некој проект да го третираме како дел или да споделуваме буквално се по социјалните мрежи. Сите поважни работи, особено кога се во прашање, трудовите од колегите, фотографиите од учениците, сето тоа мора да остане само на eTwinning и не би требало да се споделува понатаму. И доколку сакате да споделите, да сте безгрижни, секогаш треба да имате дозвола од родител за дете учесник. Како прво мора да наведете и каде и како и кога би објавувале фотографии за кои што сте добиле дозвола. А најчесто во сите средби на eTwinning учениците ќе инсистирате да бидат со аватар и само со име или евентуално со нивните иницијали. Иако средбите нема да се објавуваат на главната страница, туку внатре во проектот, но може некој од проектот, дали да биде ученик или наставник, да дојде на идеја нешто да превземе и да објави, па повторно не сме 100% сигурни, зашто не зависи се само од нас, иако ние можеме да бидеме автори или да речеме коавтори на еден проект. Значи, сите проекти започнуваат со меѓусебно запознавање и тоа е најубав почеток кога веќе ќе знаеме со кого имаме работа. Најчесто поставуваме, наставниците поставуваат своји фотографии на некаква табла, пишуваат куси биографии и тоа останува повторно само за соработниците, за тие со кои што ќе работат во проект. Задолжително додадете своји ученици во проектот, тоа не мора да бидат сите што ќе учествуваат, но барем еден тим кој што ќе ги представува, па сите работи, нели, како тимска работа да бидат представени од ученици, зашто работа на учениците во проектот најмногу се вреднува, без разлика на која возраст се. Сите тие можат да
направат некаков заеднички продукт, може да одржат дури и предавања, не е воопшто битно дали ќе бидат прво одделение основно или прво одделение средно. Сите тие се во состојба за нештата што ги учат на свој едноставен и забавен начин да го представат и да го споделат со другите партнери во проектот. Осмислете заедничка работа и задачи во кои ќе учествуваат меѓународни тимови на ученици, значи ќе имат некаков заеднички продукт. Дали тоа ќе биде некаква заедничка книга, постер, електронска изложба, збирка од предавања и слично. Сите наставници поединечно треба да конкурират. Ова е она на крај што е најважно и многумина кога ќе кажат, ете, имало случаи меѓу вас, кога во исто училиште повеќе колеги работеле во ист проект, некој колега добил национална ознака на квалитет, зборувам за последната година, а некои колеги не добиле. Тоа е од причина што тие воопшто не конкурирале. Секој конкурира за себе. Сите вие мора да исполните оној формулар барање доколку сакате или сметате вашиот проект да е доволно квалитетен. Кога зборувам да е доволно квалитетен, тоа се однесува на вашата работа. Зашто во еден проект може да учествуваат и 100 наставници, а само 20-тројца да добијат, ако ги задоволуваат критериумите кои што ги налага самиот проект. И штом сметате дека ги задоволувате тие критериуми, задолжително треба да конкурирате. Не мора секогаш да ги освоите сите, и таму има од до поени или бодови кои што треба да ги освоите за да добиете една национална ознака за квалитет. А инаку национална ознака на квалитет се доделува и на ученици, учесници во проектот, истовремено кога и нивниот наставник добива национална ознака за квалитет за работа во проектот. Значи, како што добиват наставниците, исто така и учениците. И сега избоив неколку последни се ова слайдови, да знаете дека не се работи само за национална ознака за квалитет или европска ознака за квалитет, постојат и награди, каде се бират најдобри од најдобрите. Значи, од најдобрите сите проекти што се сработени во една година, може да биде и наредната година, зашто конкурират секогаш или завршени проекти или проекти кои што се при крај при своето завршување и добиваат национална ознака, добиваат европски квалитети. Сите со европски квалитет се бират неколку, некогаш 5, некогаш 7, зависи од бројот на понудени проекти и тие се наградуваат. Наградите се доста поголеми и вредни. Или еве како што кога се денови на e-twinning, односно седмици на e-twinning, конкретно во овој случај тие седмици беа скоро 2 месеци, од 1 септември до 28 октомври 2021. Правевме размена на колеги, односно ментори, па наставниците од една држава беа ментори на наставниците од другата држава и обратно. И ете и за тоа добивавме некакви признања. Може би не е по важност некое големо признание, ама е преубав спомен на убаво поминати мигови со колеги од други држави. Иако пишува дека е само 16 часа, тоа беше некаков минимум што требаше да го оствариме, сите ние што учествувавме остваривме многу повеќе, односно потрошивме многу повеќе време во ова работа. И нешто исто така што е убаво и многу вредно, тоа се што сите ние сме автори на она што ќе го поставиме во проектот, сето тоа најчесто е наше дело, па во другите земји има практика. Еве дадов пример од Турција, еден е во конкретниот случај, имам барем 5-6 такви случаи, кога колегите на разни симпозиуми или конференции учествуваат со материјали од проектот на таа конференција, со што и нас, авторите, односно коавторите, не спомнуваат таму и не прават како коавтори на нивниот труд. Така што и тоа се убави искуства, ете имаме и меѓународни признања од некаква симпозиум или на некаква конференција, на која што, ете, имавме среќа зашто се случуваше за време на COVID, па не мораше да патуваме, можевме да следиме и од дома. Ова е од 2018 година, кога од сите македонски итвинери бев избрана за најактивен итвинер. И ова е, ете, секој може да се здобие со многу сертификати, ако не ги броите премногу брзо поминува времето и не сте ни свесни колку многу работи сте завршиле. И ова е последна страница, само што сега да ми дозволи уште да престанам да споделувам.